пратив да Точно е 10 часот, нас ни тргна муабетот овде и за време на рекламите, ќе си продолжиме и во минутите што ни следуваат, но за сите вие кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5, ова утро со нас во студиото се Иван Гуцевски, градоначалник на општина Делчево, Ева Јовановска која што е ТВ водителка и инфлуенсерка и Мартинијан Кириловски, пејачот од Куманово. Ке речев добро утро, така сега ми тргна пак да почнам од почеток. Добро е, добро нека биде. Да. Ивче, некако застанавме кај тебе да ти дадеме малку простор да ни раскажеш за инфлуенсирството, колку во Македонија се сваќа ова како сериозна професија, би рекла, бидејќи и сериозно се заработува од истото и колку е важно да ја освоиш публиката, да има доверба во тебе и во сето на кое што ти го презентираш. Па мене ми е многу мило што инфлуенсерството има голем подем периодов и гледам дека се повеќе нови лица се појавуваат, што особено ми е мило и некако се поприфатливо е за луѓето да се биде инфлуенсер. Мислам дека се уште има дел од луѓето кои што не го сваќаат тоа што всушност значи, ти само се снимаш, тоа не е работа и се зборуваш сама со себе. Мислам, тоа е сосема во ред, затоа што најмногу можат да разберат оваа професија луѓето кои што го работат тоа или луѓето кои што се во близина и може тоа да го видат. Се обкружени, да. Затоа што јас верувам дека некоја друга професија не би ја сватила до толку колку ми е многу далечна, но мило ми е што се поприродно им станува на луѓето да гледат инфлуенсери и да поддржуваат инфлуенсери. Дефинитивно е многу важна конекцијата со публиката. Особено, мислам, тоа е клучно за да бидеш успешен во таа работа. Да се запознаат со тебе, твојот карактер, да се поистоветат со тебе, дури да бидеш на некој начин пример за тоа како треба некои работи да ги прават. И мене ми е мило што голем дел од моите следбеници знаат да ми пишат: "Леле, многу ти убава сукњата сега, на пример, ќе одам и јас да ја купам, има попусти", и се трудам и да ја враќам на тие пораки затоа што така се одржува таа конекција и секако кога доаѓа и тој промотивен дел од работата е многу поприроден кога веќе ти верува публиката. Да. Добро, интересно. А колку ти недостасуваат овие наши традиционални камери и да застанеш пред нив? Искрено ми недостасуваат и мислам дека секогаш ќе имам посебна љубов кон телевизијата и се ми почна со телевизијата, но колку и да се слични, сепак се различни тие работи. Баш и зад камерите зборувавме колку е чудно некогаш сам со себе да се снимаш на телефон, друго е вака со камера, но се е навика. Да, сигурно. И ми се допаѓа тоа што пак двете работи се одат една со друга, така што можам слободно да кажам дека еден период и двете работи ги работи во исто време, а можеби тоа повторно ќе се случи тоа наскоро. И почнеш: "Почитувани, добар ден." А не, чекај, здраво дечки. Ама ми беше многу интересно да се разграничат тие работи. Можеби ти си се забележала сама себе си кога се снимаш нешто да си кажеш: "Ова малку по телевизиски звучи." Дефинитивно, особено на почетокот имав голем проблем со тоа и ќе ми кажат други луѓе околу мене: "Чекај, значи ајде просто кажи го ти тоа." Мене природно ми доаѓа. Мене природно ми доаѓа на одреден начин да се изразувам, ама пак мислам дека дел од публиката и го знаат тој дел од мене, дури на моменти да зборувам така не треба да го криеш. А и треба да се негува македонскиот литературен јазик и мене многу ми е драго кога слушам инфлуенсери или млади лица како тебе кои што навистина зборуваат како што треба македонски, не зборуваат со некој нели сленг или нагласок, бидејќи треба да си го негуваме нашето, дефинитивно. Градоначалник, сакам да ве прашам, бидејќи ете се движи некако напред, колку вие како општина сте размислувале да ангажирате можеби инфлуенсери за малку повеќе да се вратиете традицијата на градот и сето она кое што се случува таму, да ги запознаете луѓето со сето она кое што е важно за Делчево? Па добро, ова е интересно прашање да бидам искрен, затоа што самите инфлуенсери се веќе ставени во насока на промоција на се околу нас, па зошто да не и на промоција на самите општини. За Војна вестина пред некој ден имавме една иницијатива моја како градоначалник да направиме совет за развој на туризмот во Делчево. Тоа е еден новитет кој што појдегна од барањата на самите угостители и од барањата на самиот бизнис сектор во Делчево, пошто имавме еден координативен добар состанок на кој што беа предложени некои точки и иницијативи за во кој насока да се движиме и што е битно за нас како општина, и една од точките кои што беа потенцирани е да се ангажираат токму инфлуенсери или познати личности кои што ќе се стават во функција на промоција и презентација на општина градот, на културата, на традицијата. На сите можности кои што ги нудиме како општина, и тоа е можеби еден убав тренд кој што ние како општина Делчево ќе го спроведеме во иднина и такви убави млади дечки како нашето Евче денеска што е гостин тука ќе ги ангажираме за
за промоција на нашиот град. Тоа јаш и ти воделчо, значи. Ние со камерите, чорбата, старата. Се ќе се надоврземе. Сега ќе испечатиме меморандуми за соработка, дори сте тука ќе се вратите ќе се предомислите градоначалник. Знаеме ние со политичарите не сме Одма чисто тука сега на маса во живо. Добро, сега тоа е, мислам, емисијата е јавна, така да Јавно сте кажале, така е. не смееме да се предомислиме. Но ми се допаѓа што убаво размислувате. Така е. Не Модерно. велите не е тоа добро или значи размислувате како што оди времето напред, така и вие. И тоа е добро затоа што иднината сакале не сакале, оди натака. Промоција, рекламирање оди во тој правец. Социјални мрежи, интернет, дигитализација, така е. Значи не можеме да ги избегнеме секако да се ограничиме или на добро и лошо, да ги искористиме колку што можеме најдобро. Ми се допаѓа, сакам да кажам што убаво размислувате како еден млад човек, нели не се држите до оние стари принципи како што било порано. Па добро, види, за војна вистината и мене лично и покрај тоа што сум релативно млад и се занимавам со политика и со уште 100 други работи, ми беше тешко да имам плюс профил, освен овој што ми е професионалот на Facebook. Нели како платформа. Многу ви беше. И сега примерно речем јас отскоро имам и Instagram профил кој што ми го наложи мојот PR тим и тимот во општината. Тие го водат, значи ако некој пишува од таму, и нели секогаш не се случува по нашата волја, се случува по волјата на луѓето кои што работат во вашиот тим. И јас сум човек кој што ги слуша многу луѓето околу него, ги слушам младите. Сега ги слуша вистинскиот лидер го слуша тимот. Да, ги слуша оние кои се поискусни и некогаш оставате нели и тимот да сработи тоа што мисли дека е правилно за вас, за вашата општина, за вашиот тим. И баш и поради таа причина мислам дека е и одлично може да се ангажираат и инфлуенсери во промоција на нешто. Не очекував таков одговор, мислев ќе фатиме неподготвен. Да, па ама одлично, браво, за да. поздрав е размислувањето вакво, стварно. Може да ги поттикнете и другите градоначалници да свикаат итен состанок, откако ќе се реши целата криза во државата, нели? Да. Да дојде и тоа како тема на денот. Одлично. Мартинијан, во музичките кругови и генерално ите во јавноста, во последниот период многу се зборува за враќањето на Македонија на Евровизија. Какво е твоето чувство за оваа тема и дали би сакал да не представуваш таму? Моето размислување е дека Македонија дефинитивно треба да се врати на Апсолутно, требаше. Евровизија и стварно и е местото таму. Искрено да ви кажам, мене ми е неостварена желба уште од мал да ја представам Македонија на Евровизија на најпознат фестивал во светот, така да мислам дека нема подобро чувство да ја представуваш својата држава, својот народ на низ целиот свет. И се надевам дека тоа еден ден ќе ми се остари. Браво, ајде. Веле, внимавај што посакуваш бидејќи може да ти се исполни. Да, ако сега се враќаме, се надам следната година повторно ќе бидеме таму. Мислам ако оваа година веќе се знае кој ќе оди, немам појма тоа како оди, но во секој случај имаш навистина меѓународно искуство, имаш многу награди за тебе, имаш сериозен вокал и нешто со што Македонија дефинитивно треба да се горде, нели го зборувавме и во првиот дел и би ни било чест да не представува човек како тебе. Ти благодарам многу. Да. Сега Сега рече приватниот живот. Малце ќе навлеземе. Сега ќе ја поздравиме твојата сакана Лара. Пред да ни ја раскажеш вашата љубовна приказна, ќе погледнеме едно видео од запрашувањето во Рим, кое што стана вирално на социјалните мрежи. Мислам дека сите многу сакаме да гледаме љубов, убава емоција, убава енергија, токму тоа ни го овозможи ти на твоите социјални мрежи со запрашувањето во Рим, па да погледнеме накратко. Ти се трес? Да. Тука порувам нешто не јадам. Тука она плаче. Јас Ни песнава е врв. И ние вака тука. Поздрав и до Лара, уште еднаш ќе кажам, сигурно е растопена од дома да го гледа ова вака на телевизија. Вистина, браво за Морам да ти изненадувањето. кажам уште еднаш дека сте прекрасен пар. Да, многу си одговара. Одличен поздрав до неа, не следи сега. Не гледа, сигурно. Нели секогаш кога се случува запрашување, мислам дека првото прашање е дали нешто се посомнева таа.
Ти сам се Каде го пакуваше за клjuče таму. прстенот, ти кажи не нас. Ќе ви кажам. На аеродром не те Ќе врати. ви кажам и ќе се смеете многу. Во чорапи, во патики и Поставувам. Браво. патики тур танец. Така, па Мене така браво. да не кажа никој. Беше подготвен ако свирне тоа на аеродром дека може таму треба да се случи за пресувањето. Па бев да ви кажам право, меѓутоа знаат они, не е. Знаат, добро, значи Не гледаат, сум да, само јас. дефинитивно. Не сум Да. само јас. Идат па они видат типо може да 100 прстени дневно. Организирано, го видовме ресторанот многу убав Колосеумот во Пребо. Пазадина. Колку време го организираше тоа резервација сигурно предходно или Понтано. како бре спонтано те За 2 чекаше минути. масата таму? Ме Браво. чекаше поради тоа што и јас планирав Мартинијан доаѓа од Куманово. на сосема друго место, а тој ден фара ми идеше се контра. И јас што кажав она се не. Викаш денес е тој Ја ден. кажав не и малку фалеше да се предомислам да го одложам Да го одложиш. за просувањето и спонтано го видовме тој ресторан, прашавме Дали Има ли дали место? Има место. Масата пред Колосеум. Долго. Леле, И браво. мене ми се Придобро. сапали сијали ичката. Пинг. И јас и да ви кажам, и јас немав појма што ќе се деси. И само ви кажав, кидам ја до тоа. Таа си слика, си снима Колосеум. А, Слика тоа само. Она падната во спомени. несвест И нормално. јас како идам келнерите сите Цела делегација. покрај мене, тоа и тоа, не е проблем, се така. Ти на секој ден што спонтано, велиш 100 пати дневно, никаква гледа. организација со Браво. ресторан. Ано, скроз спонтано за минута две ми Браво. кажа која песна, мене ми прва ми текна ова. Да, многу убав избор си направи. мислам дека Па, нормално. е коректна и остало е се историја. Историја. Аплаузи од сите останати Аплаузи, гости. Да, сите станати Да, гости. браво, беше убаво. Колосеумот преубав со тие освет. Убаво место не сте Освет. можеле да најдете стварно. Мислам дека се Значи, беше. вие одите на романтично патување, ти станаш од Сабајле, го земаш прстенот, викаш денес, ќе видиме што ќе се деси, ја да си го земам. А јас си го Да. тоа се Штом не си имал план и штом било се спонтано. Случи вториот Е, па, ден. замисли до шестиот ден да чекаш. Да, до шестиот ден да чекам. Ќе го најде. планирав, Причало ти кога планираше А ова? ја планирав и на првиот ден. Да, па тоа. Меѓутоа, некако не ми се усогласи. Да се адаптираш. Вториот. Ама супер, баш убаво излегло. Колку време сте заедно? Па пред да се случи тоа бевме 3 години и 3 месеци. А, па доста време сте заедно. 4 нешто така. Супер. Одлично. Добро, кога вака почнавме да те распрашуваме се, да ги погледнеме и твоите фотографии, да видиме што ни подготви, верувам има уште нешто со Лара. Не е Лара Иванова, друга Лара, сега ќе ја видите убаво. Да, па добро. Ова е сликата. Соодветно. Соодветно на тоа што беше. Верувам цел ресторан стана тука. Целата да. Ова е од минатиот викенд на фестивалот. Бисер Јадрана, така да. Да. Тука сум Во Занес? Занес како? Занес, да. Тука сум со Јелена Кралевша. Тука и бев специјален гостин на концертот Браво. на Хейзе, кога Па подобар гостин специјален заврши. не можела да најде. Да, Тоа да. беше една прекрасна организација. Ова е од Ова е Макфест. Да, Ова е... победата на Макфест Да, со песната 100 пати на ден. така е. Ете ги второ и трето пласираните позади. Да. Александар Дац. Тоа се Фрајле, верувам. Да, ова сме со Чейлар. Намовиќ на снимање на една емисија. Браво. Во Си комуницираш со Србија. другите Да, што да, бевте да, заедно да, на шут? Да. Имаме контакт, да. Скоро со Супер. сите. Добри Скоро со генерации бевте тогаш. Генерација. Да. Тука сме со Каролина на еден концерт во Куманово. Каде што Добра, значи пееше викате таа и битолчани. јас, и битолчани. Добра, добра. Дури од битола. Супер. Одлично. Имам уште некој. Прекрасни двајцата. Добро. Тука сум јас.
како мал. Приубава фотографија, браво. Со тоа се во позадина електрични бубњеви. Електрични бубњеви, браво. Значи, јас сум уште од мал во музиката. Не те теравме да запееш, ама ќе имаме време, спреми се. Ако Водичка треба, имаш ќе пред запеам. тебе, кафе уште да го направиме. Еве сум тука со мојот фујко, со гитара. Уште од мал. Ај ова инструмента и на крај. Тука сум со трактор. Тука сум со Баш трактор. супер слики, браво. Како мал многу желба имав за коли, дури за трактор. Браво. Така да, кај сум јас ако ме снему кола? Кај сум у трактор? Тука сум ептен мал. Баш си се потрудил со фотографиите. Па, Кој знае од кога не си ги отворил албумите од детство? Ете, убава домашна сме им дале, Милена. Да. Тука сум малку. Да се подсетат и самите. Пуце сум малку тука. Нема да Баш си сладок. 4 години мислам дека имам тука. Или 3. 4? Еве најголемата љубов, мислам, после Лара да не се налути. Тука сме на концерт за фенот на Ано. Така, да. Тоа беше голем настан, сериозно, да. 11 ноември. Тука имав настап и јас пред своите. Мислам дека помина секако што треба. Што говорат и сликите. Да. Така е. Те сакаат многу луѓето. И кумановци, и македонци би рекла, и надвор од нашите граници многу си почитуван. Тука сме со сели нешто. Одлично. Тоа беше и последната фотографија. Мартинијан, ти благодариме многу. Мислам дека нема нешто што не те прашавме. Се испочепкавме приватен живот. Ако треба уште и нешто. Ако имаш нешто, ти кажи си, ако сме заборавиле ние да прашаме. Има уште нешто да запее. Затоа велам уште тоа останува, не мора веднаш. Прво ќе ги погледнеме фотографиите на градоначалникот за да направиме баланс севче, бидејќи неговите се доста од активности, патишта, речи си и воопшто да ве нема вас, но верувам дека вие стоите за сите овие проекти, така што повелете. Ова е сега последното невреме кој што го зафатив. Да, она што го видовме и во првиот дел. Од пред 2 дена. Мислам една бурна вечер, еден бурен нареден ден. Да. Да, ова се нашите посветени пожарникари кои што веднаш излегува на терен. Тоа е насада Старо Делчево или поточно трети район. Имаше доста нанесено таму, за жал, дрва, скинати кабли. Се уште за жал немаме негде и електрична енергија. Ама добро е. Следната, добро. Да, ова е преска што спомнавме кејот на река Брегалница, кој што во моментот е во изградба. Ова е низводно на река Брегалница, еден проект кој што е дел од два проекти, едниот финансиран преку владата на Република Македонија, преку бугарски кредит, и другиот е преку кросбор соработка со Република Бугарија, преку ИПА фондовите, кој што ќе му даде посебен убав лик урбан лик на самиот центар на Делчево. Паралелно на тоа сега моментално се работи на подготовка на документација за низводно. Значи ова е реконструкција на улица Индустријска, улица која што ги поврзува двата дела на градот. Да, личи достоинствено. Да, многу важен проект, некаде во должина од 500 метри, за кој што беа потрошени вкупно со изградбата на самата улица и на целата инфраструктура под нејзе околу 17 милиони денари. Сега паралелно тука се работи и на доуредување на целото централно градско подрачје, гледате таму каде што не е поврзана. Сега се прават улици лево. Лево тоа е централно градско подрачје, улица 1, 2, 3, 4, заедно со сите краци, каде што се развива градот и како стамбени единици и секако парцели кои што чекаат да бидат пуштени на лицитација за развој на стопанството во Делчево. Значи тоа е истата улица. Таа улица сега е стикана од делот од кај градскиот пазар. Значи тоа е некоја фотографија, пошто јас ги немам фотографии кои се пуштени, тоа е мојот градска депонија. Да, значи наследивме за жал многу лоша состојба на градска депонија која што беше комплетно уништена, несервисирана. Сега имаме градска депонија која што е за почит благодарение на вака изгледа сега. Затрупана комплетно со земји насипи и секој петок нашите служби од јавно комунално претпријатие Брегалница Делчево заедно со директорката Марија Сумачка го сервисираат овој дел и за во време на вистината оваа депонија
до овој момент се уште не се нема запалено, а во минатото се палеше, каже речи, секој ден и правеше сериозна токсификација на градот Делчево. Тоа беше една и од витувањата наши пред изборите и мислам дека добро се движиме. Ова е едниот од двата дела кои што се во изградба, нели, на Кејот на Брегалница. Дај Боже еден ден да дочекаме, нели, да ја видиме, да биде и спортско рекреативно пловна нека кој што ќе можеме да направиме таму и пешачки патеки, да се направат посебни гумени брани за да може да се плови со кајак. Тоа е набавка на механизација која што треба да ја подобри хигиената во градот. Тоа се вакуум машини кои што денове треба да бидат пуштени во оптек. Значи со нив значително се зголемува нели и функционалноста на предпријатие. Тоа се за жал последиците од невремето, падат и кровови на стабилници во централно градско подрачје. За среќа нели немаме жртви, иако имаше видеа на кои што се гледаше дека буквално овие метални конструкции паѓаа на сантиметри од автомобили кои што движеа по самата улица, кој што е едно од најпрометните во градот. Милена, требаше и ние да покажеме фотографии од нашиот двор. Нашиот двор и на сите места во Скопје, мислам, стварно беше тука хаотично и страшно. Да, ова е можеби еден сериозен предизвик кој што е општината треба да го направи, тоа е да се сервисира комплетно целата подземна инфраструктура, да биде чистина за да водни нели не да Боже сериозни проблеми такви во градот, за да може и самата вода полесно да истекува во самата атмосферска канализација. Ова е еден сложен процес кој што планираме да го спроведеме нели во иднина. Да, доста сериозни проекти сте се нафатили. Да, јас за војна инвестицијата, пошто ги нема фотографии кои се пуштени, сега во месец јули, јас втората половина јули најавив комплетирање на 11 инфраструктурни проекти кои што се во фаза на реализација и деновите се очекува да бидат комплетно завршени. Тоа се повеќе улици во повеќе населби во Делчево. Тука станува збор за улици во Спортско рекреативен центар, улици во населбата Пролет, улици во населбата Стара Садник, улици во централно градско подрачје, кои што ќе дадат една дополнителна вредност на градот Делчево и значително ќе ја подобрат инфраструктурата и се тие се проекти кои што се од унгарскиот кредит. Паралелно на тоа веќе работиме на проектирање на доста улици кои што ќе бидат изградени во повеќе населби во Делчево и се од нашиот општ тендер кој што е финансиран директно од буџетот на општината и за војна вистина ќе добиеме на комплетна целина и мислам дека буквално нема да има до крајот на наредната година место каде што ќе имаме кал или песок. Одлично, браво. Да се надеваме дека ќе биде така, апсолутно. За туризмот, значи нема да може да има туризам ако тие основни работи не се решат. Тоа може би е важно за туризмот, но за туризмот најважна е понудата, нели, и душата на градот. Мора да му дадете душа на градот. Што е она што мора да го видиме во Делчево ако дојдеме? Во Делчево мора да се видат големиот број на стари цркви и манастири, големиот број на локалитети кои што ги има, кои што оставени од минатото, секако планината Гола како најчист извор, нели, кислороден извор за спорт и за рекреација. И за полнење на батериите. Да. И сега како големиот број на комплекси кои што веќе се во градот и кои што нудат одлична забава и одлична храна. И големиот број на настани. Преска нели зад камерите зборевме за го пропуштивме во делот на Делчко културно лето голочки фолклорни средби. Ова е една традиционална манифестација која што дава можност на повеќе фолклорни групи од широм светот да дојдат во Делчево и да се ја представат својата култура. И ќе имаме тоа еден целодневен концерт кој што ќе биде во срцето на градот и мислам дека ќе биде одлична можност и на нашите најмлади и на сите луѓе од државата да се запознаат како со културата на Делчево, така со културата на Македонија, но и со културата на многу држави од Европа, затоа што очекуваме повеќе делегации од повеќе европски земји и секако повеќе делегации од одлично, браво. Од сите збратини градови кои што ги имаме ние нели на мапата на нашиот град. Да, одлично. Тоа беше и последната фотографија од вас и благодарам многу за дел од активностите кои што ги споделивте со нашите гледачи. Многу повеќе ќе видиме на терен кога ќе дојдеме. Да. И верувам дека ќе ги исполните сите ветувања кои што ги дадовте во предизборната кампања. Па добро, да. Реално бидам искрен кога зборуваме за предизборна кампања и за тоа што реалните проблеми на граѓаните е нешто сосема различно, затоа што кога правите предизборна програма ставате визија на еден човек или на тимот на истиот или на политичка партија, но кога
застанувате на позиција како ше градоначелник конкретно, затоа што таму веќе ти си градоначелник на сите, не ги делиш луѓето на мажи и на жени, на поединчка или по партиска определба, а можеш да ги слушаш сите. Затоа правиме доста бизнис форуми, правиме форуми во кои што се согледуваат сите проблеми, ги активиравме сите местни урбани заедници за да можеме директно од самите клетки на општината да ги црпиме идеите и потребите и да бидеме искрен, оваа предизборна програма доста се веќе модифицираше и веќе промени, верувам. Ја следиме и оваа програма, но ги следиме и секојдневните барања на нашите сограѓани, така да едно е предизборие, друго е реалноста после на терен. Да, верувам и доста непредвидливи ситуации се случуваат, нели како она за кое што зборувавме во текот на емисијата, но во секој случај благодариме за се што споделивте. Одиме со фотографите на Ивче, да видиме што таа ни подготви. Ајде, прво, Повели. Абсолвентската фотографија. Како академски граѓанин да те видиме, Да, така е? Да, минатата година го завршив правен факултет. Супер. И да, сметам дека факултетот сепак е важен и е убав дел од животот и баш затоа сакав да го истакнам тоа. Добро, одиме со следната. Тука сум со слон сликана во Тајланд, едно од моите омилени патувања, многу сакам да патувам. И затоа сакам да издвојам и некоја таква фотографија. Сакам тропски дестинации и ова ми едно од најубавите искуства во Тајланд, кога за прв пат видов слон во живо. И само што си го видела, си го гушнала, кажи дали имаше страв. На почеток да, но тие што беа вработени од страна на тера. Да. Еве гитарата. Ете гитарата, да, порано свирев гитара и завршив основно музичко училиште. И имам освоено и прво место во Македонија гитара. И мојот учител тогашен ми кажа, значи ти треба средно музичко да си продолжиш, но јас не го послушав, си заминав гимназија и ми рече ке ти се налутам, не знам дали ми е лут. Ама може би еден ден повторно би се вратила на музиката, гитарата многу си ја сакам, но давно немам свирено. Но би сакала. Ете ти идеја за следно видео на социјалните мрежи, Евче со гитара. Тоа би било интересно. Па да. И да свири и да пее. Да. Ете Мартинија се пати за пењето. Нека пушта готово. Тука глумам во една театарска представа, се вика Отпишани, едно од моите омилени представи, затоа што глумев скоро 10, можеби 12 години во театар, сум израсната во културниот дом во Тетово. И на балет, и на глума, но исто така театарот е убав дел од мојот живот. И мислам дека сите тие работи поврзани многу ми изгради и како личност и како карактер. И на социјалните мрежи, на телевизија, бидејќи актерството многу влие на тоа и како се изразуваш. Јас од таму имам многу учено и за дикција и за се. Да ова е една од омилените представи ми. Браво. Тука сум на Охрид Фест, фестивалот Чунгалунга, таа детската вечер. Ете со музика се занимавав како дете. Да, и ова ми едно така омилените песни и настапи. Шпага можеш сега да направиш? Мислам, не во моментов, не се секире. Во моментов подобро не, но можам да си веждам. Можеш, нели? Да, ма ова ми беше еден од омилените настапи и песна. Аутфитот ми се допаѓа многу. Фала. Баш детски, така како што треба. Да, специфичен, нешто балетско, туту, некоја тексосна јакничка, да. Тука сум во улога на пиар на концертот на Теја Тировиќ. Не спомнав дека правниот факултет кога го завршив бев насок односи со јавноста за пиар, така што ова е исто така еден дел од мене кој што На работа, да. Во канцеларија. Да, тоа беше првиот концерт на Теја во Скопје и одлично помина и ми беше мило што ете бев јас дел од тимот во промовирање и организација на самиот концерт. Одлично. Баш убаво искуство. Да. Тука сум мојата прва емисија, детска соба. Да, не си многу променета. Па да, сум си и таму само имам ти извитка на косата, истото. Да, ама и таму имам протези. Да, и тука зашто по втор пат имам ставено протези, се надевам последен пат. Па внимавај кога ќе ги извадиш. Да, не внимавав тогаш како дете. Ама го моето прво телевизиско искуство. Баш убава фотографија. Тука сум на надпревар во Италија. Влеговме во топ 10 со нашата кореографија. Браво. И оддавна немам играно на шпиц. Јас се уште играм современ танц, но ова мислам дека беше меѓу последните години кога се занимавав со класичен
балет, ама... Класичен балет е друга приказна. Сосема друга приказна, ама многу убаво искуство во секој случај. Многу различно во Италија, да видиш каков е танцот, како е развивен и останатите држави. Бидејќи навистина беше престижно надпреварувањето и дури ми недостасува малку вака сега кога видов сликата, зашто давно ја немам видено. Баш си се потрудила и ти со фотографиите. Да, еве тука мајка ми, мојата најголема поддршка секогаш, после една... Круната кај неа треба. Треба, така? Да. После еден балетски концерт, каде што за прв пат играв на шпици, бев главна улога, а имав, мислам, околу 8 години и знам колку ми беше стресно, колку ме поддржуваше, вежбаше, дури со мене ми покажуваше, дома вежбавме кореографии. И да, ете колку сум црвена во лицето после целиот концерт. И, да. Баш супер. Еве сум јас како многу малешко бебенце. Мислам дека ми една од омилните фотографии од дете. Стварно многу убава. Сигурно имаш урамено, ако не да го направиш тоа. Да, ја имам. Тука сум со Цеца. Цеца, добро. Цеца не нашминкана, малку ме збунува. Добро. Добро, ја не ни догледувам, гледам малце далеко мониторингот денеска, Цеце. Да. Ова ми е после интервју за Канал 5 телевизија. За Канал 5, да. Само тоа се признава кај нас. Тука сум за избор за убавина во Бейрут, каде што освоив 2 титули. Браво. Да, Мис Тин и 4-та придружничка, мислам дека. Ова не го знаев. Да, порано бев многу активна и одев на избори за убавина, така и всушност почнав во телевизија во Скопје, гостував после освојување на една титула. Нека ти знаеш да споруваш, ти си за кај нас. Да, веднаш така ми рекоа и така си пробав. Супер, Евче, фала ти многу ова и последната фотографија. Мислам дека баш си опфатила се што правиш. Да, се потрудив. Правев селекција на фотографиите, имаше и други, викам ајде 12. Па добро, пак да те викнем. Реков ништо не остави за следниот пат, ама си оставила. Да, ти благодарам многу. Имаме уште неколку минути до самиот крај, таман Мартинијан. Мислам да пееме. Ако не сака, ќе си одлучи самиот, да. Мислам дека ќе мораш. Ќе морам. Мислам, види, ништо не мора. Не, ништо не мора. Принцип во животот. Но кога се мора, мора се. Што сакаш да отпееш? Забавно, народно, твое? Сега ќе рече не сум распеан, не знам нема што, врска. Не, распеан, ако не сакаш да Премногу се строг кон себе. Секој пејач кој ќе стане од пеење е не способен за пеење, така да... Јас не верувам во тоа, вие веќе 10 многу ти сте подлачи строги кон расонеци на големо, така да... Строги сте Ако кон имате себе и... некоја желба или да се опремнеш нешто што... Имам јас многу желби за песни, ама не сум јас сега сме битна во укапани. моментов и другите гости ако имаат желба нека кажат. Ќе ви опеам нешто мое. Ајде, Од, најдобро така. Може и Бакфест, мојата победничка. Па мојата омилена не ја 100 пати на побара. ден. 100 пати на ден. Да, бе, не ја побара, си кажа преска меѓу редовите. 100 пати на ден. Само дека ми е омилена, да, Еден може. краток Чека да се подготвиме ние за Да, јас од оваа страна ќе снимам ти од социјалните мрежи. мрежи. Ајде, Клапа дајте, може. Само една секунда биде така да наместиме кадар. Трема имам сега. Колку камери имаш да ќе тебе? Може. Можеме. 100 пати на ден се радувам, кога име јас си спомнувам. 100 пати на ден ќе речам дека морам да заборавам. 100 пати на ден ќе заплачам, солзи по неја не сокривам. Не знам зошто толку боли, а без неја не можам. 100 пати на ден. Браво. Чекај, зафатени сме. Еве не. Не бил распеан, те молам. Кога се распееш, те праќаме на фестивал. Замисли да се распе. Ви благодарам. Одлично, ти благодарам многу за оваа прекрасна завршница на ова, јас многу си поминав, на убава емисија сакав да кажам. Се надам искрено, многу убава, позитивна, одлично. Каже преку за петок, ама е четврток. Утре ќе биде исто интересно. Да, ќе ви се заблагодариме на вистина за убавата енергија што ни ја донесовте од сите градови, токму овде во Скопје, за нашите гледачи, за нашата публика и верувам дека повторно ќе ни дојдете и ќе бидете многу успешни во она кое што го правите. Убаво си поминавте вие. Најубаво.
Не Тоа е сме друго да најважно. кажем. Тоа е најважно. Фала ви многу. Прекрасно. фала ви. Фала ви многу за поддршката пред се, бидејќи мислам Канал 5 телевизија, не дека сум била тука јас, ама да ја пофалам дека навистина сте во текст со се што се случува, поддржувате и македонска музика, инфлуенсери, водители, општини, градоначалници, мислам, за се оставате простори за се имаме да се кажеме и да така е. поразговараме. Фала ви за Да, тоа. фала ти Евче, не се договоривме за ваква пофалба, ама може и почесто. Ова покаже. Така е, одиме со луди и наивни во продолжение почитувани, останете на Канал 5, се враќаме за брз.